Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На македонскиот пазар на трудот најмногу се бараат продавачи и угостителски работници. Новиот оперативен план за вработување, вреден околу 40 милиони евра, ќе започне со реализација во текот на овој месец. По успешните настани во другите градови, караванот спортски игри за млади Плазма утре, 3 јуни среда, пристигнува во Прилеп. Вториот ден од Рациновите чествувања во Прилеп донесоа дружба и музика. Се реновира амфитеатарот во Варош. Уапсен прилепчанец за семејно насилство. Со љубов градиме безгрижно детство, завршна активност на учениците од основното училиште Рампо Левката. Времето денеска променливо облачно и топло. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Повеќе од 10.000 работни места останале непополнети во Македонија во првото тримесечие од 2026, покажуваат најновите податоци на Државниот завод за статистика. Бројките откриваат дека работодавачите се потешко успеваат да најдат соодветен кадар, особено во секторите што се директно поврзани со услугите, трговијата и угостителството. Според статистичките податоци, во првите 3 месеци од годинава биле регистрирани вкупно 10.247 слободни работни места, додека бројот на пополнети работни места изнесувал 484.199. Стапката на слободни работни места достигнала 2,07%, што укажува дека значителен дел од потребите на компаниите остануваат незадоволени. Најголем недостиг од работници е забележан во петтата група занимања, во која се работници во услужните дејности и продажба. Во оваа категорија биле евидентирани дури 2346 слободни работни места, што ја прави убедливо најбараната група на работници во земјава. Овие податоци потврдуваат дека секторите кои секојдневно работат со граѓани и потрошувачи се соочуваат со сериозен проблем во обезбедувањето работна сила. Продавници, трговски центри, ресторани, кафулиња, хотели и други услужни компании континуирано бараат нови вработени, но понудата на работници не успева да ја следи побарувачката. Државата ќе доделува грантови до 20.000 евра за отворање сопствен бизнис, финансиска поддршка за повратници од странство и месечен додаток од 3.000 денари за млади вработени во производство. Ова се дел од мерките содржани во оперативниот план за вработување за 2026 година, за чија реализација се обезбедени речиси 40 милиони евра. Целта е отворање на нови работни места, намалување на невработеноста и создавање услови младите да ја градат својата иднина во земјава.
Најбарани програми се оние за поддршка на самовработување. Финансиската поддршка ќе се дава на 2043 лица, од кои на 833 лица до 29 години поддршка за самовработување од 10.000 евра, а на 660.000 лица кои ќе бидат вклучени во поддршката за самовработување 7.000 евра. Ако се здружат два корисници во еден правен субјект, може да добијат до 1,25 милиони денари. Со планот се предвидува директно да бидат 1385 лица, директно вработени со поддршка од 1,25 милиони денари. Преку посебен фонд е предвидено вработување на 150 лица со попреченост. Дел од оперативниот план за вработување се и обуките на лицата за поуспешна имплементација на пазарот на трудот. Тука се обуки за стручни квалификации на 224 лица и обуки за практиканство на 1150 лица. Новиот план за вработување, вреден околу 40 милиони евра, ќе започне со реализација во текот на овој месец и ќе понуди нови можности за невработените лица, социјално ранливите категории граѓани и младите до 29 години. По успешните настани во другите градови, спортскиот караван спортски игри за млади Плазма утре 3 јуни среда пристигнува во Прилеп и дружењето започнува од 10 часот на плоштадот Методи Андонов Ченто. На спортските терени своите вештини, спортски дух и надпреварувачки способности ќе ги покажат ученици од основните училишта од општините Прилеп, Долнени, Демирхисар, Кривогаштани и Крушево, кои преку дружење, ферплей и тимска игра ќе испратат силна порака за значењето на спортот во правилниот развој на младите генерации. Дечињата се надпреваруваат во 10 атрактивни спортски дисциплини: Кока-кола куп, турнир во мал фудбал, пинг-понг, тенис, народна топка и атлетика во рамките на денот на спортот, како и баскет 3x3, ракомет, шах, одбојка и одбојка на песок. Настанот е во организација на Федерацијата на училишен спорт на Македонија и Сојузот на училишен спорт на општина Прилеп, а се реализира под покровителство на општина Прилеп и Министерството за спорт. Се заменуваат дрвените штафни на клупите на трибинскиот дел, се чистат и преуредуваат плочките, а се планираат и други зафати за да се создаде простор кој ќе биде живо срце на културните случувања. Вака започна уредувањето на амфитеатарот во Варош, кој деновиве потврди и докажа дека е одличен урбан простор за одржување манифестации, концерти и настани. Месецот мај донесе бројни концерти, манифестации и настани, кои ја потврдија љубовта на варошани и прилепчани кон културата, а летово амфитеатарот е планиран да биде повторно сцена исполнета со музика, уметност и забава. Убаво е кога се уредува, обновува и се одржува, но најважно во оваа приказна е да се чува, почитува трудот на оние кои работат за убав изглед на овој простор, а граѓаните да придонесуваат кон просторното одржување на амфитеатарот, за да не се претвори во неуреден, искршен и запуштен дел од населбата Варош. Втор ден од рациновите чествувања во Прилеп учествуваат училишта кои го носат името на македонскиот великан Кочо Рацин. Постојат зборови што длабоко оставаат трага во срцата на секој македонец. Великанот Рацин ни остави аманет да го чуваме неговото дело и да не заборавиме кои сме, од каде потекнуваме и каков аманет треба да им оставиме на идните генерации. Со љубов градиме безгрижно детство беше мотото на завршната активност на учениците од основното општинско училиште Рамполевката на могилата на непобедените. Издвојуваме мал дел од нивната богата програма.
зборови што длабоко оставаат трага во срцата на секој македонец. Великанот Рацин ни остави аманет да го чуваме неговото дело и да не заборавиме кои сме, од каде потекнуваме и каков аманет треба да им оставиме на идните генерации. Од полицискиот билтен издвојуваме пријави за сообраќајна несреќа со тешки телесни повреди, семејно насилство и кражба. На 1 јуни во 14 часот и 38 минути во СВР Битола било пријавено дека на крстосницата од улица Партизанска и улица Македонска фаланга во Битола се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Мерцедес со битолски регистарски ознаки управувано од ЛХ 21 годишен од Битола и патничко возило Пежо со прилепски регистарски ознаки управувано од ЗТ 67 години од Прилеп. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила сопатничката од патничкото возило Пежо 76 годишната КТ, додека со телесни повреди 56 годишната сопатничка од истото возило, двете од Прилеп, констатирани во клиничката болница во Битола. Извршени увид од увидна екипа на СВР Битола. Истиот ден на 1 јуни во 21 часот и 45 минути во Прилеп полициски службеници од ОВР Прилеп лиши од слобода 65 годишен прилепчанец затоа што физички ја нападнал неговата сопруга. По целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Денеска 2 јуни во 3 часот изутрината во кругот на Рек Битола, Рудник, Суводол, полициски службеници од СВР Битола ги лишиле од слобода ТĆ 25 годишен од Битола и СА 18 годишен од Прилеп затоа што биле затекнати при вршење на тешка кражба во комбинатот. Одземеното било вратено на сопствениците, а по целосно документирање на случајот ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пореен дожд, грмежи и засилен ветер. Во Прилеп минималната температура достигна 12, а максималната се движеше до 25 степени Целзиусови. До крајот на оваа седмица времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови наместа ќе има појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, силен ветер, грмежи и услови за појава на град, особено во четврток и во сабота. Ќе дува умерен до засилен ветер од западен правец. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.